Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а денешната емисија на Гласни идеи е посветена на Интернационалниот празник на трудот, односно на 1 мај. Во денешната емисија со мене ќе разговараат другарите Зоран Василевски, Дарко Доганџиски, Никола Крстевски, Александар Митров и Никола Шиндрев. Ова емисија сакам да ја почнам со зборовите на Роза Луксембург, но ќе ги прочитам за да не испуштам нешто. 1 мај побара воведување 8-часовен работен ден, но дури и откако оваа цел беше постигната, 1 мај не беше одлежан. Целата борбата на работниците против вооружуваната класа продолжува, се додека сите барања не се задоволени, 1 мај ќе биде годишно изразување на оние барања. Ако ќе дојдат подобри денови, кога работничката класа на светот ќе го извојува своето ослободување, и тогаш човештвото веројатно ќе го слави 1 мај во чест на горките борби и многото страдања во минатото. Традицијата на славењето на 1 мај со скара на пикник кај нас потекнува од наследството на социјалистичка Југославија, бидејќи тогаш експлоатацијата беше на најниско ниво, па работниците можеа 1 мај да го прослават на тој начин. Но денес, после транзицијата, експлоатацијата повторно се врати безмилосно, со многу ниски плати, кои што не се доволни за гола екзистенција. Исто така, работничките права денес остануваат само мртво слово на хартија и се кршат секојдневно. Затоа денес и после 100 и повеќе години се уште се актуелни зборовите на Роза Луксембург, односно, додека сите работнички права не бидат задоволени, 1 мај ќе биде годишно изразување на овие барања преку протест и штрајк. Денес на ова тема ќе разговарам со другарите кои што веќе ги споменав, па Зоран би почнала со тебе на следното прашање. Можеш ли да ни кажеш нешто за историјата на 1 мај, накратко да ни објасниш од кога датира и како се одбележува низ времето? Сметано од ова 2020 година, за 30 години рачунато од сега, може да констатираме дека работниците цели 2 века се борат за своите права. Зошто го велам ова? Познато е дека 1 мај како празник на работниците е започнат од Америка, тоа е Соединетите Американски држави, од 1886 година. Но во Австралија, во 1856 година, е забележан првиот генерален штрајк со барање за 8-часовно работно време. Се одржал тогаш на 21 април. Замислено било од австралиските работници тоа да биде еднократен настан, но ентузијазмот и борбеноста која што ја имало на тој ден предизвикала тој ден да биде прославуван и одбележуван и во наредните години. Примерот на австралиските работници го следат подоцна американските. Најпознат е генералниот штрајк во Чикаго, кога 200.000 работници ги напуштиле работните места повторно со исто барање за 8-часовно работно време. Што се случило? 250 работници се убиени на самиот ден, а синдикалните лидери се изведени пред суд и осудени и екзекутирани од тогашната правна држава. Подоцна доаѓа периодот на меѓу двете светски војни. Има многу примери за борбеноста на работничката класа и за репресијата што ги правеле тогашните капиталистички режими. Највпечатлив е примерот со Германија, кога во 1929 година Вајмарската тогашна република Германија насилно го сузбила протестот организиран од синдикатите и од Комунистичката партија на Германија, што резултира со 3-дневни борби по улиците низ Берлин. Тогашните социјалдемократи на власт праќаат дури 13.000 полицајци и исходот е 40 мртви и 200 повредени. Во 1933 година, кога веќе нацистите се на власт,
се случува следното. Прво им дозволуваат на синдикатите и на комунистите да го одбележат 1 мај, а веднаш следниот ден ги апсат лидерите и ги синдикатите на некој начин од тој момент престануваат да екзистираат, се создава нов синдикат под директна контрола на нацистите, што подоцна ги тренира работниците за нова империалистичка војна, нели? После Втората светска војна има еден пример до кој што стигнав, а се повеќе. Тоа е, значи, во 1977 година е познат масакрот од Таксим плоштадот во Турција, кога деснишарски паравоени структури убиваат 42 лица, 220 се тешко повредени. Организаторите и екзекуторите и наредбодавачите на овој масакар никогаш не се откриени и изведени пред лицето на правдата. Зошто го кажав ова? Затоа што често мислиме дека овој ден му придаваме поголемо значење на празник. Но нашите претходници, работници, социјалисти, апсолутно си имале работа со такви репресивни државни режими. Зошто репресивни? Затоа што тогаш и самата работничка класа била поорганизирана и поборбена. Мора да сме спремни и за воиднина, да се соочиме со репресивниот државен апарат, но исто така и да сме свесни дека без борба ниедно право не се извојува. Сето ова претходно што го кажав не е за да не заплаши, туку за да не охрабри, затоа што токму низ борба се добиле оние работнички права што денес ги уживаме. Она што дел од тие права уживаме на хартија, треба да се смени повторно преку борба. Добро, Зоран кажа дека претходно работниците биле поборбени. Што мислиш, на што се должи тоа? Зошто денес не се борбени? Денес буржуазската пропаганда, и тоест пропагандата на сета ова машинерија од медиуми што не владее, ни оддава впечаток преку масовните медиуми претежно, дека за секого има место под сонцето, дека секој на некој начин може да се избори индивидуално, да има подобар живот, и при тоа се форсира идејата за трансфер од една во друга класа. Од најмлади сме тренирани преку пропагандата дека може да сме успешни пеачи, спортисти, дека ако учиме и ако сме трудолюбиви на факултет, одма после завршување ќе станеме некои менаџери на корпорации. Борбеноста не ја имаме изгубено во нашата ДНК, така да речем, условно речено. Материјалните околности ќе ја натераат работничката класа повторно да биде борбена. Второ прашање, Дарко, за тебе. Знам дека си работел во повеќе компании, па првото прашање што ќе ти го поставам е дали твоите колеги ги знаеле нивните работнички права, дали биле свесни за тие права? Јас само на почетокот да се заблагодарам што ме повикавте во програмата и да ги поздравам и другарките и другарите на сите компании што се вработени, и работници, и земјоделци, и земјоделки. Значи, поздрав за врска со празникот. Сега, бидејќи имам искуство 15 години работа во реален сектор, што го зборувам, че реален, зборувам од фабрики до секаков вид на компании. Најискрено ќе ви кажам, од прва рака, од сето сведоштво што го имам и движење во тие кругови, многу сум разочаран затоа што познавањето на своите права кај моите колеги, не само од мојата фирма и од други, е на неверојатно многу мало ниво. Значи, за своите права не се свесни воопшто. Едноставно се послушници на се што ќе им се каже на работа и не пререкуваат воопшто на сите тие наредби кои ги добиваат.
ниту за систематизација на работно место, што треба да работат, што им се задачите, колку време треба да останат на своите работни места, дури не помислуваат да приречат не само на работодавецот, туку на својот шеф. Да кажеме, до пред 15 години бев сведок на неверојатно малтретирање од страна на шефовите што се дешаваше по фирмите. После овие 15 години дојде до да ви кажам, малку некое покачување на работничките права, не заради борбеноста на самите работници, туку заради тоа што многу голем број на работници се иселија од нашата држава. Отидоа во странство за да си го барат своето парче леп. Тука се појави, морам малку да бидам и критичен спрема работниците, се појави тоа и троманството кај самите работници. Не се солидаризираат со своите колеги, едноставно не гледаат колективно како би можеле да напредуваат и да се изборат за своите права, него само за себе гледаат и што е најстрашно, истото го гледаат преку додворување кон своите шефови. Меѓутоа, тоа се некои поединечни случаи кои што не се баш толку ретки. Зошто е тоа така? Да ви кажам најскрено, јас мислам дека е заради тоа што се уште чекаат државата дека треба да им ги заштити нивните права. Тоа е она наследство, Зоки го спомнал, од претходната држава, која што беше социјалистичка држава. Ден денеска, кога ќе зборувам со мои колеги, 99% не знаат што се случило и каков празник е 1 мај. Тие мислат дека тоа е ден на трудот, дека тој ден треба да се веселат. Без разлика што се пријавени на пола работно време, остануваат по 10 сати на своето работно време, а за 8 се платени, доаѓаат во саботи на работа и наместо тој ден да го искористат, не само тој ден, треба и секој ден да се бунат за своите права, сепак и ден денеска 1 мај го гледаат како некој празник каде што треба да отидат на пикник. Со сите мои колеги, бивши, сегашни, пошто се уште одржувам врски, истото го велат каде ќе се оди за 1 мај на прослава. Така да, само со влегување во работни хали, во движење меѓу земјоделците, со поучување, едноставно, бидејќи од државата, ако бараме, нема шанси, во медиумите нема никаква шанса некоја поука за работниците да се даде, да им се укаже на нивните работнички права, ги трујат со некои шпански, турски серии, не знам, меѓутоа ништо не се спомнува какви своји права треба да бараат на работните места. Од искуство имам илјадници, како да ви кажам, лични искуства со колеги, сега да не должам многу, да не спомнувам поединечни случаеви, али стварно сум разочаран од познавањето на работничката класа за своите права. Добро. Или да? Дополнително сакав да те прашам каков е односот на поединците спрема колегите во компаниите каде што си работат? Исто сум на работниците. Да, многу сум разочаран затоа што работничката солидарност е на најниско ниво до сега што сум. Од сите 15 години, од сите десетина фирми кај што сум работел, работничката солидарност, односот колега спрема колега е на неверојатно ниско ниво. И тромански сакаат да го натоварат, да го ишпионираат својот колега, за да на полтронски начин дојдат до поголема плата, шпионирајќи го својот колега на шефови, на работодавци, на менаџери и слично. Интересна работа е дури колектив спрема колектив од една
фабрика спрема друга и измеѓу себе се, значи, не го гледаат непријателот кон управата на својата фабрика, го гледаат обичниот работник во конкурентската фабрика. Со наједноставно, најпластично кажано. И исто така, тука сум многу разочаран за несолидарноста на работниците меѓу себе. На кој начин тоа би можело да се смени, најискрено за сега не знам. Тоа би сакал исто да кажам, од искуство гледам. Добро, Дарко, ти благодарам на одговорот. Секогаш сме слушале дека студентите се движечка сила во едно општество и знаеме за нивната борбеност порано, знаеме за тоа дека ја поддржувале работничката борба и поддржувале демонстрациите на работниците и штрајковите. Но дали тоа и денес е така, ќе ни каже Никола, како студент, ќе го поставам ова прашање. Да, добар ден и од мене. Значи, факт е дека во минатиот век, во 20-тиот век, студентите биле многу поосетливи на социјалниот конфликт, биле многу посвесни за нивната класна припадност, знаеле во која класа припаѓаат во општеството и биле многу побунтовни. Затоа сведочат масовните протести ширум Европа и светот во 1968 година. Тука би сакал да потенцирам Франција, кога инспирирани од студентските протести, над 10 милиони работници организирале штрајкови, ги окупирале своите фабрики по примерот на студентите кои што ги окупирале универзитетите и буквално на колена ја бутнале моќната индустрија и моќната француска економија во тоа време. А мора да се спомене дека тие студентски протести пред се биле поттикнати поради социјалниот конфликт, поради нееднаквоста помеѓу класите, биле насочени против конзумеристичкото општество и генерално представувале критика кон западниот капитализам. Денеска студентот е пасивен, прилично, не го обсервира воопшто, ниту на критичен начин, ниту на некритичен начин, воопшто не го обсервира општеството во кое што живее. И главниот виновник за таквата состојба сметам дека е образованието, бидејќи во капитализмот образованието повеќе не е насочено кон тоа да гради личности, да ги развива потенцијалите на човекот во вистинската смисла на зборот, туку е насочено единствено да произведува кадри, работници, кои што ќе одговорат на потребите на пазарот на труд, кои што ќе бидат добри работници, продуктивни работници, меѓутоа нецелосни личности кои што ќе ги развиваат, кои што ќе развиваат своји политички мислења, своји политички гледишта, кои што ќе размислуваат критички кон општеството и така натаму. Исто така голем допринос за оваа пасивност на младата интелигенција денеска се јавува како резултат на развојот на, морам да кажам, модерната технологија, социјалните мрежи, масовните медиуми, кои што преку аудиовизуелните содржини и така натаму многу лесно ја пласираат капиталистичката култура кај младите, односно младите многу лесно ја примаат капиталистичката култура и се тотално демотивирани да го истражуваат светот околу себе, односно се пасивни рецептори на културата и на општествениот контекст, воопшто критички не размислувајќи за општеството во кое што живеат. Меѓутоа сметам дека во ситуација кога глобалниот капитализам се наоѓа во една огромна криза, кога пред се предизвикува еколошка катастрофа и уништува планетата на која што живееме, понатаму класните нееднаквости се историски најизразени досега, младиот интелектуалец и младиот човек не смее да остане пасивен и да остане индиферентен спрема ваквите појави. Меѓутоа, младиот интелектуалец мора да излезе од статусот кво, односно од својата комфорт зона, доколку сака да учествува во овие општествени промени кои што се наговестуваат. Имено, ние како студенти мора да почнеме да читаме филозофија, да читаме историја, да се интересираме за историјата на своите народи, на својата класа, да се интересираме за локалната историја од местата од кои што потекнуваме
да читаме социјалистичка литература, за да едноставно почнеме да го обсервираме социоекономскиот систем во кој што живееме на еден критичен начин, да ги лоцираме проблемите и едноставно да понудиме алтернатива, односно наше мислење за она во кој правец треба да се развива општеството во кое што живее. Добро, Никола, ти благодарам. Александар, за тебе имам прашање. Дали борбата за работнички права е борба и за демократија? Здраво, Джейлон, здраво на сите. Да, ќе одговорам кратко. Да, сметам дека работничката борба за права, во суштина, самиот процес на работничка борба е демократски проблес, можем да кажем, односно демократски процес. Ако ги разгледаме сите активности историски кои што ги преземале работниците за избора за своите права, како протести, штрајкови, генерални штрајкови кои се најкласични форми на изразување на политичката волја на работниците, сето тоа се баш директно демократски процеси. Значи, мнозинството кој е најбројно е на најдолната скала на општеството или во одредена фабрика или во одреден град се собира и се организира за да оствари некој свој политички интерес. Сега најчесто ние кога од денешен аспект ги гледаме тие интереси или денес како изгледаат синдикатите, најчесто излегуваат само со некои барања за материјално подобрување на условите, обично само за плата се бунат, меѓутоа, како што рековме, 1 мај историски борбата е за намалување на работното време, а со тоа значи изголемување на слободата на човекот. Сега, многу е интересно дека демократијата и демократските принципи, алатки на одлучување во самите синдикати, па и на работното место не постојат. Значи, на работното место со таква поделба на трудот и професионализација, од човекот се очекува само да извршува една одредена работа, да е одличен во тоа што го прави и да не се буни понатаму. Меѓутоа, малите симптоми, односно малите можности за работничка борба на секое работно место, исто така според мене се демократски процес, кај што на било кое работно место работникот ако побара подобри услови за седење, подобри услови за остварување на секојдневните активности, е демократска и политичка борба. Од друга страна, по историјата на светот, од почетокот на филозофијата па до денес, секогаш имало и луѓе кои што негативно гледаат на демократијата, сметајќи дека демократијата по своето значење е владење на мнозинството и мнозинството секогаш е неуко, просто и како би бил тој систем кога мнозинството би презела политичката моќ. Така што дури денеска во ова време на коронавирус криза, гледаме дека на социјалните медиуми едни работници прво се вртат против другите работници, да ги прогласат како неуки, како тие што шират дезинформации или глупи вести, страфи и бараат самите работници, одnosno луѓето бараат цврста рака, која што ќе ги затвори другите дома и ќе ги бараат, значи, на некој начин повторно псевдо потреба за некоја силна диктатура. А забораваат дека и неуките, и простите, и фантазерите, односно социјалистите, се тие кои што се избориле за сите ние денеска да имаме почовечки работни услови, гледано по споредба со пред некои 100 години. Така што, да, сметам дека работничката борба е во суштина демократска. Шиндре, следен си ти. Како ти сметаш, како системот влијае врз нашите одлуки? На кој начин? Дали воопшто влијае и на кој начин влијае, ако влијае? Се разбира дека системот влијае врз нашите одлуки, влијае врз нас самите. Значи,
човекот е политичко суштество и неминовно не може да живее ниту сам, одделен од другите, ниту пак другите не можат да не влијаат врз него. Односно, влијанието е заемно, еден човек влијае врз системот и системот влијае врз него. Она што сакам да кажам е тоа дека кога е неправеден системот, влијае многу полошо и многу повеќе врз поединецот, отколку кога системот е поправен. За ова да го потврдам, ќе дадам два примери. Например, доколку сте градежен работник во Скопје, вие неминовно живеете во провинција, доаѓате тука да работите, да ги градите становите, цели 40 години до пензија, а кога ќе се пензионирате, нема да можете да купите ниту еден квадрат за вашето семејство. Тоа значи дека системот, кога е лош, влијае многу лошо врз поединецот. Поединецот е немоќен да превземи одредени чекори кои што ќе можат да го променат системот, затоа што општествениот систем налага такви услови да еден поединец се чувствува навистина лошо и се чувствува бедно како индивидуа во рамки на општественото окружување. Например, во Република Македонија, речиси 500.000 работници работат за да живеат неколку сопственици на банки. Значи, ние сите работиме, произведуваме или даваме услуги, или твориме, или кој што и да работи. Сите работиме за да отплаќаме кредити. Така што во една ситуација кога системот налага должничко робство врз поединецот, она што поединецот треба да го свати е дека ако сака и тој да влијае врз системот, нужно ќе мора да се организира со сите оние кои што се обесправени од истиот. Би бил краток. Добро. Ете едно прашање во контекст на 1 мај. Како ти сметаш дека треба да сонуваме за 1 мај? За каков 1 мај треба да сонуваме и да се бориме? Она што сакам да го кажам до сите оние што ќе ме чујат, дека најдобриот сон за 1 мај е најлошиот кошмар. Луѓето кога ќе се разбудат од кошмар се запрашуваат што сонувале. Од дубав сон никој не се разбудил. Затоа час поскоро за да го променат општеството во кое што живеат, тие треба да го сонуваат најлошиот кошмар. Не е најубав сон за 1 мај, онај кој што е најдобар. Онај сон што ќе ви каже дека може да го промените системот без да има борба. Туку онај сон кој што ќе ви каже за неуспешната револуција. За револуцијата која што секој од нас секојдневно ја минува, за да не може да промени ништо. Тоа е најдобриот сон, најлошиот кошмар. Ти благодарам, Шиндре. Ви благодарам на сите за убавите одговори, особено за последното што го кажа Шиндре, даде многу охрабрувачка порака, па ме интересира дали останатите другари го делат неговото мислење. Зоран, да слушнеме што ти имаш да кажеш во врска со ова. Дискусијата ја започнавме на некој начин со констатирање на фактичката состојба, што дефинитивно е тмурна за сега, што поради пандемијата, што поради тоа што секојдневно гледаме како се кршат работничките права, луѓе се испуштаат од работа и слично. Но новата ситуација налага да размислуваме во насока дека баш она што го збореше другарот Дарко, дека јас мислам дека сега веќе ќе нема ни простор работниците едни со други да се конкуренти, врз еден работник врз грбот на другиот да напредува во кариерата и слично, затоа што сите ќе се ставени во една иста ситуација каде што се подеднакво загрозени. Мене тоа ми дава охрабрување дека самата нова ситуација во теков на пандемијата и после тоа ќе ги натера работниците да размислуваат како едно. Дури и онаа задача што во изминатава деценија беше наша како социјалисти
да им укажеме дека се дел од една иста класа, дека имаат исти интереси, исти противник. Сега и без нашата пропаганда, или како резултат, може да речеме, веќе и од социјалните мрежи се гледа дека ја сваќаат својата класна положба и јас сум оптимист дека пред нас предстои еден период на заедничка борба за заеднички права и за еден подобар живот на сите нас. Благодарам, Зоран. Благодарам. Тотално се согласувам со Шиндре и со другарот Зоран. И јас би порачал исто до моите колеги, до сите работници, до другарките и другарите. Колку и да е безнадежна ситуацијата, секогаш треба да бидеме оптимисти. Меѓутоа не треба само со една порака, не треба да се осврнуваме на државата. Државата си е капиталистичка, држат капиталистите, треба на своите сили. Верувате, капиталистите се јаки само затоа што работиме за нив. Тоа би сакал само накратко да го споменам. И поздрав до другарките и другарите за празник. Фала. Ти благодарам, Дарко. Никола? Подобар свет е можен и подобар свет е неопходен, меѓутоа подобар свет нема да дојде сам по себе доколку не се избориме за него. Затоа порака и до студентите и до работниците пред се книгата во рака да се изградиме политички, идеолошки самите себе си, а потоа транспарентите и знамињата во рака и во борба на улица да се избориме за светот кој што ни припаѓа, бидејќи ние го изградиме. Ти благодарам, Никола. Александар? Зборевме за недостаток на солидарност и тоа е евидентно. Меѓутоа, овакви кризни времиња почнуваме да покажуваме солидарност или се покажува солидарност со работниците кои што се најистурени во кризава, мора да ги даваат услугите во маркетите или најмногу се збори за медицинските сестри и за докторките. Но многу интересно дека за време на криза гледаме исто така дека онаа култура на компетитивност, на конкуренција која е иманентна на капитализмот и која секојдневно ни ја пласираат како нешто добро што не носи напред. Гледаме дека во време на ваква капиталистичка криза први што се солидаризираа меѓу себе беа, бар во Македонија што видовме, беа газдите. Значи нивните синдикати, комори, они први излегоа да покажат да се заштитат. Така што во оваа фаза на доцен капитализам, више кога се појавуваат и транскапиталистички тенденции во рамките на самиот систем, гледаме дека тие, односно можеме да видиме дека се тие здружени меѓу себе, капиталистите на некој начин, иако постои конкуренција меѓу фирми, меѓутоа големите фирми ги јадат помалите и главно тие се здружени во своите ставови и идеи, бидејќи им се покохерентни, а ние како работници сме раштимани и раслоени во различни гранки на општеството. И тука е малце проблематично да изградиме солидарноста, бидејќи таа свест на компетитивност се уште е владеачка. Така што, еве сега, ние ги поддржуваме докторите, да речеме, меѓутоа тоа представува одредена опасност и сме виделе и претходно дека луѓе што се на повисок општествен слој, подобро платени, кои инвестирале повеќе во своето образование, не сака да се идентификуваат со обичните работници, да се солидаризираат со обичните работници на најниско ниво. Така што преку оваа криза мора да се свестиме и да сватиме дека на крајот на криштата, колку и да се осеќаме дека имаме подобар животен стил или подобро размислување, попаметни сме од другите, на крајот на криштата, кога доаѓа до клучни одлуки во општеството, ги носат тие што се најбогатите, што се најповрзани со државата. А ние сепак не потиснуваат сите во една класа, колку да се осеќаме дека сме различни од другите. Така што сум да речем, не оптимист, туку сум реалист дека во кризни времења може да се промени свеста. И среќен 1 мај.
Ти благодарам, Александар. Шиндре, повели? Јас би сакал да кажам дека секој оној разумен и свесен граѓанин веќе не ја чека револуцијата. Јас ја почнав својата. Го метам влезот од мојата зграда, ги чистам скалите, нек ни остави век на леп до контейнерот, затоа што таму јадат луѓе, и кога одам по улица, гледам да му помогнам на секој еден што не може да ја премине улицата, а во моментот му е потребна помош. Во овај момент јас толку можам. Кога ќе можеме повеќе, заедно ќе направиме многу. Среќен 1 мај на сите што не сакаат да го слават. Ти благодарам, Шиндре. На крај и јас да кажам нешто. Значи, за нас социјалистите, марксистите, како да не наречам, постои свест, знаеме дека постојат две класи во општеството, односно класа на буржуазија и класа на модерниот пролетаријат. Знаеме дека постои класа која што угнетува и класа која што угнетувана. Односно, ние сме таа експлоатирана класа. Но ме радува тоа што со оваа пандемија, оваа криза, веќе класните разлики стануваат јасни и за останатиот дел од народот, особено веќе сега и работниците, се свесни дека имат заеднички интерес наспроти заедничкиот интерес на газдите. И тоа ме прави да бидам оптимист дека понатаму може да се случат нови побунувања, нови протести, штрајкови и така натаму, кои што неминовно ќе доведуваат до промена на овој систем со подобар, похуман систем, односно со социјализам. Среќен 1 мај, другари и другарки, и не забравајте дека 1 мај живее. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.